Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Судењето за убиството на Вања и Панче продолжува денеска во Основниот кривичен суд Скопје со сведочење на таткото на Вања Александар Ѓорчевски. На изминатото рочисте Ѓорчевски рече дека нема апсолутно никаква инволвираност и дека ниту ги познава, ниту може да ги гледа обвинетите во случајот за убиствата на неговата ќерка Вања и велешанецот Панче. Одговорајќи на прашање на неговиот бранител, адвокатот Владимир Туфекџич, Ѓорчевски исцрпно и детално го опиша својот живот, односот со неговото семејство, моментите кога исчезнале Вања и односот со полицијата во текот на истрагата. Тој рече дека смета дека дал голем придонес во истрагата и посочи дека претрпел тортура при распитите. Според бранителот на Ѓорчевски, Туфекџич, исказот на Ѓорчевски успел да го долови неоснованото обвинение против него, а истовремено допрел и до застапникот на обвинението. Туфекџич ја нагласи тортурата вршена врз неговиот клиент, истакнувајќи дека Александар бил воздржан во своите изјави. Предходно во процесот сведочеше и обвинетиот Велибор Манев, кој ги образложи грабувањата и убиствата на Вања и Панче, посочувајќи дека главен организатор бил Љупчо Палевски. Боре Видевски го негираше своето учество во настаните, додека Владко Кечишев посочи дека тој не сведочел на истите, бидејќи најчесто му била давана задача да чува стража. По Ѓорчевски, кој денеска прашања треба да му поставува обвинителството и одбраната на останатите обвинети, треба да биде сослушан и обвинетиот Љупчо Палевски. Иницијативата Кој е стеде вчера досна попладне организираше протест. Овој пат повод беше одлуката на судијата Ферати, кој пресуди казна затвор од 2 години за возачот кој на пешачки премини прегази 22 годишната Теодора. Ако може да се собереме понапред, салам. Апелирам до сите граѓани да го кренат својот глас и да кренеме глас против неправдите, конечно да добиеме правда во ова место каде што живееме и безбедност во истото. Благодарам. За денешниот собир, кои се денешните барања? Конкретно се барањата и уште предходно што ги имавме напоменато како е инспекторат, еден број на кој ќе ги добиеме сите инспекторати истовремено. Понатаму имаме барања за безбеден град, како спорници во ведување, светлосна сигнализација, граничници на тротоарите и така натаму. Тоа е цел проект наречен Визија 0 кој има едно 20 барања. Судиите од Тетово застанаа во одбрана на нивниот колега. Тие бараат да запрат коментарите, бидејќи според нив судијата работел според законот. На слична линија е и Судскиот совет. Судскиот совет нема став за 2-годишната затворска казна изречена од судијата Елведин Ферати. Ја завршиле анализата на предметот, но во своето соопштение само редоследно пренесуваат како се одвивал целиот судски случај кој заврши со 2-годишна затворска казна за обвинетиот Пајазити, кој на пешачки премин удри во 22-годишната тетовчанка Теодора. Појаснуваат дека построга казна не можела да биде досудена заради одлуките на апелациониот и Врховниот суд. Намалување на предходната казна од 3,5 години побарало обвинителството. Против пресудата на Основниот суд Тетово од 30 ноември 2023, жалба до апелациониот суд Гостивар изјавил обвинетиот. Судот одржал јавна седница на која јавниот обвинител од Вишото јавно обвинителство Гостивар предложил делумно да се уважи жалбата на обвинетиот на начин што на обвинетиот ќе му изрече поблага кривична санкција. Од судски појаснуваат дека 2-годишната затворска казна се уште не е правосилна, па секоја интервенција може да се смета како притисок. Во меѓувреме, во одбрана на судијата Ферати застанаа неговите колеги од Тетовскиот суд. Појаснуваат дека обвинителството го гонело возачот за кривично дело од небрежност. Повисокиот суд му ја намалил казната, а Врховниот предметот го вратил на ново судење. Токму одлуката на Врховниот суд оневозможила построга казна за обвинетиот Пајазити. Судијата во повторената постапка обвинетиот го осудил со максимална дозволена казна затвор, имајќи ја во предвид забраната заменување на полошо.
Поради тоа апелираме до сите чинители во општеството да се воздржат од неоправдани коментари и да не се користи оваа пресуда за неосновани напади и јавен линч на судиите кои постапувале во конкретниот предмет. Семејството на починатата Теодора се заблагодари за поддршката од премиерот кој побара судскиот совет да го анализира случајот. 2-годишната затворска казна за возачот ја сметаат за срамна и скандалозна, а како што велат се сомневали и во корупција. Како семејство имаме сомнеж дека позади оваа пресуда стојат политика, мито и корупција. Ние силно и натаму ќе се бориме за правда за Теодора. Исто така, јавно сакаме да прашаме зошто иницијативата како кој е следен немаат покажано никаков интерес за нашиот случај, а само наводно се борат против трулиот и корумпиран систем. Судијата Елведин Ферати во понеделникот ја изрече 2-годишната затворска казна за Менсур Пајазити, кој пред 3 години на пешачки во Тетово удри во 22-годишната Теодора. При изрекување на пресудата рече дека возачот признал вина, изразил жалење, а до тогаш и не бил осудуван. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Четириесет лица се осомничени за измама со брзи кредити. Со лажни документи и туги лични податоци подигнале 50.000 евра. Во групата осомничени има и службено лице од Фондот за здравствено осигурување, кој оддавало податоци за оштетените. Фалсификувале лични карти и со нив подигнувале брзи кредити на туѓо име. 43 лица ќе одговараат кривично во големата акција на полицијата и обвинителството. Дел од осомничените спротивно на условите утврдени со закон и без согласност на граѓаните користеле туѓи лични податоци, правеле лажни јавни исправи и преправале вистински јавни исправи со намера таквите исправи да се употребат како вистински. Со внесување невистините податоци во информатичките системи за десетина различни друштва за брзи кредити, како и со фалсификување на електронски потписи без знаење на оштетените на нивно име зеле кредити, создавајќи им обврска на лицата да ги враќаат наводно поземените средства. Меѓу осомничените и вработен во Фондот за здравствено осигурување. Неговата задача била да краде лични податоци од осигурениците со кои потоа тие без нивно знаење биле фиктивно вработувани за да станат кредитоспособни, пошто на нивно име со фалсификувани документи се подигнувале брзи кредити. Ваквите лажни податоци лицата ги користеле за да подигнат и по неколку кредити од различни друштва во еден ден, со што прибавувале значителна имотна корист. Потоа парите ги извлекувале од сметка и во најголем дел ги давале на осомничените организатори на ваквите измами. Се вели во соопштението на обвинителството, каде се додава дека вкупната штета надминува 3 милиони денари. Оттаму велат дека за 4 осомничени, меѓу кои вработениот во фондот, ќе бидат поднесени кривични пријави за фалсификување, злоупотреба на лични податоци и измама. За 3 е побаран притвор, а 4-тиот е веќе во шутка за друго дело. Останатите 39 осомничени ќе одговараат за помагање. Александар Спасовски, Сител телевизија. Минуваме на вестите од регионот и светот. Српскиот